Се враќаме во студиото, како што најавивме, туку е професорот Илија Ацевски, социолог, познат на нашата јавност, но исто така познато е дека професорот Ацевски има направено едно обемно истражување за развојот на Скопје, истражување кое опфаќа повеќе аспекти од битисувањето на градот, не само социолошко, туку малце пошироко, да. Посеопфатно. Професоре, поводот, да речеме, за ова гостување е што сега имаме повторна промена на локалната власт. Тоа нас не тангира многу, бидејќи зборуваме ние за еден долгорочен развој на градот, како се развивал, како треба да се развива во иднина. Певе за почеток за едно влегување во разговорот, што покажа вашето истражување, како се развивал Скопје низ децениите па из вековите? Да, благодарам на поканата за ова емисија. Па, видите, јас го посветив практично мојот работен век, ајде да го наречам, на Скопје. Негде околу 35 години повеќе. Значи, од магистратура, па докторат, 5-6 книги, околу 2-3 страници, веќе не знам колку објавив за градот. Градот го анализирав во периодот пред распадот на социјализмот, 90-тите години, и после тоа, особено оној период после 2000-та година, така, па направив 2 студии за генералниот урбанистички план за ГУП-от на Скопје, од еден социолошки, урбанистички, антрополошки аспект. Едната излезе како книга. Се обидував да го во нашите околности или во овие услови кои што живееме, да го посматрам градот. Градот е доста сложена, како би рекол, една целина, особено Скопје во тој поглед. Од еден аспект кој многу малку беше, како би кажал, присутен во таа, ајде да ја наречам, стручна фела, јавност или дел, но и многу малку од ние кои што го обликува условно градот. И тука имам еден генерален заклучок, кој ќе се вратам покасно малку во овој разговор, кога веќе градот е формиран, просторот. Знаете, во просторот постои едно елементарен закон и правило, вие кој ќе направите нешто на еден дел, на некој начин тој веќе ја оформува целата таа околина, не? Тоа понатаму продолжува и тука таа би рекол една законитост. Но треба секогаш добро да се промислува што да се направи. Затоа што тоа што ќе го направите во просторот, ќе изградите зграда, например, или било што во тој поглед, понатаму тешко да го отстраните. Ако сте го направиле непромислено, не визионерски или не гледате малку понатаму, тоа создава тешки проблеми што всушност Скопје и се соочува. Како што нас најчесто се прави, да. Да, ќе поентирам. И сега ние продолжуваме понатаму да го планираме градот по таа навика, буквално која што е присутна, но тоа повеќе не важи, затоа што вие повеќе на делови од Скопје, да не речам на 80%, нема што да планирате да градите нешто ново да изградите. Тоа е изградено. Тоа е толку направено во некои делови безсмислено, нерационално и нездраво да го речам, некое што создава проблеми, што единствениот начин, затоа тука се обидував да ги потенцирам тие неколку поенти во таа смисла, или треба нешто да поправите тука, тоа кој подразбира некаква интервенција, отстранување, уривање, да го подобрите, се во прилог на она што значи квалитетен, здрав живот. Да не го нарушува, да не го пореметува тој елементарен, би рекол, човеков живот, а Скопје тоа го прави во многу сегменти, од сообраќај до загаденост и така натака. Да, вашето истражување покажува дека Скопје или метрополата се развива како град на големи разлики. Значи, зборуваме за урбанистички, социолошки, демографски
етнички. Што значи ова за развојот на градот? Како вие би ги опишале тие разлики? По едно од тие, како би рекол, теми главни со која се занимава беше таа, ајде да не речем, таа етничка поделеност на градот Скопје, почнувајќи негде после земјотресот, кога се формира некои делови и во централното подрачје, као Топана, например, или Чајрот, кои што денес, внимавајте се, скоро етнички хомогени. Ја ги истражував во еден дел кои се последиците од етничката поделеност. Оти вие ако живеете на еден простор, така, кој заеднички, ако групите кои што живеат тука се разликуваат по таа етничка, да речем, ајде национална етничка припадност, многу малку комуницираат. Тие не создаваат некој амбиент за заеднички живот. Тука едноставно секој си живее во свој дел. Секој во своето мало. Апсолутно. Што сега тоа има тешки последици се создаваат. Веќе некои делови од тие од Скопје се до тој степен, како би рекол, уништени, што например, Чајрот беше пред 2 години прогласен за една од најчудните населби во светот. Нема таква населба уникатна. Која го добива тој, како би рекол, таа карактеристика на слам, ајде, не слам, некаква нехигиенска или не знам как, во таа смисла, но изградена од бетон, од челик. Пазете. Што тешко понатаму сега, како тие луѓе сега кои живеат таму се соочуваат со тие проблеми на живење. Јас зборам за елементарното комуницирање со просторот. Ако вие нормално не се движите по улица, така, постојано гледате да некој не удри. Ако нема кај да паркирате, ако се изложени на неверојатно загадување, во летните месеци овие промени климатски кои создаваат сега температури неверојатни во тој, како ќе живеете? Вие ќе живеете 24 сати под air condition, не знам што, а е доведено во прашање вашето здравје сега. А такви делови има чудеси и во Скопје, особено во централното подрачје, и она што мене, например, ја не верував сепак, дека нема ни 10%, внимавајте, зеленило во централниот дел на градот. 10%. Не зеленило тука едноставно дел кој што не е покриен, бетониран, поплачен и така натаму. Професоре, тоа цената која доаѓа сега да ја платиме е многу висока практично, не? И не знаеме како ќе заврши всушност. Има некои искуства од многу градови во светот, но тоа е. Упорно ние зборуваме за оваа тема, за зеленилото, па се донесе еден закон кој предвидува сите нови градби да имаат 20% зеленило кога ќе се изгради парцелата, но тоа некако се изврдува, се изместува, наоѓаат некаков креативен начин да ги прикажат тие 20% кои всушност не се никакво зеленило и сето тоа си тече понатаму. А Скопје секоја година добива титула најзагаден град во Европа, сме били во светот. Светот еден меѓу 10 градови најзагадени. Најзагадени и ја верувам дека тоа пречи на голем дел од граѓаните. Но не гледаме и дека постои некаква критична маса која би подбутнала кон некакви промени кон тоа. Еве уште повеќе да го изместам прашањето, тие еколошки здруженија, организации кои зборуваат на оваа тема, секогаш се некако на маргините, како нешто секундарно, како нешто што не е толку важно како дневната политика, а всушност кога ќе се разболиме, гледаме дека здравјето е најважно. Поставите, мислам, повеќе прашања се во како да се одговори, поделувам се од каде да почнем во смисла. Еле ќе почнем со тоа, ова што го кажавте. Мора да важат или да се донесат ја ги нарекам најелементарни правила што викате. Ако вие во една близина околина така нема стандард, например, на зеленило. Стандард е негде околу 25-30 квадрати би требало, не? А тој дел
километар лево, десно, горе, така, не, нема ни 5 квадрати. А вие во исто време донесувате, речете го, планот, деталниот план, дека на тие, она што останало, тој уште слободен простор, да градите нови згради. И јас го студирав случајот на пред Holiday Inn. Мислам, бев заинтересиран кога сте донесе таа одлука да се гради. Бев дел од тие невладени еколошки, ајде да не ги спомнам сега, движење, имаше нешто во таа смисла, но што велите, немаше критична маса. Пазете. Тие почна, се најави дека ќе се гради, па застана, така. Кога веќе се влезени, длабоко се влезени тие, како би рекол, профит, интересите на профитот. Мислам да немаме, да не живееме во таа илузија. Тоа се работи за поединци, за групи или за, не знам, како би го нарекол тоа, кои се толку моćни во таа смисла да успеваат на крајот да ги изиграат сите закони, сите правила, детални планови, кои ќе видат дека јавноста се смирува и таму, чисто пред Holiday Inn, негде после 2, по полноќ, не 3 сатот, дојдува булдожерот. И еве што се доби, што за мене е еден од големите злочини кои се направи во центарот на градот. Да немаме илузија, не? Скопје е пренаселен, пренатрупан, внимавајте. Се е сконцентрирано во центарот на градот. Од влада, парламент, министерства, хотели, не знам што не. Дури би рекол, по некои светски стандарди, за 5 до 10 пати ги надминува тие норми кои што постојат. Внимавајте. И понатаму продолжува се гради, но сега нема веќе, нема каде. И јас дури би рекол, еве сега за овие избори, се локалните избори, планот сега, бидејќи се случувало нешто подолг временски период на ово упропастување, планот сега повеќе не е врзан ние што ќе градиме. Веќе нема што да градиме, така, на крајот. Се е пополнето. Се е пополнето. Туку план кој ќе укажа на тоа што од ова што е направено, што смета, ја ведам пак го повторувам тоа, на тоа елементарно човеково здравје, треба да се отстрани на некој начин, да се санира, да се нема што да се направи, за да може да се доведе до една ситуација кога човекот, обичниот човек, оној кој што живее од својот труд, живее нормален живот. Не повеќе во таа смисла, но као да има можност да работам на плана на ГУП-от на последниот генерален урбанистички план на Скопје, овие проблеми, но многу малку има разбирање од дали, ја не знам дека многу не знаат, не се работи за тоа, но секогаш кога чепнува нешто, по тие ќе направи нешто, одма стојат некои големи интереси, профитни интереси. Пазите, внимавајте. И тоа победува и еве до каде не донесе во суштина. И еве се тоа би завршил ова. Ова што го говорам се соочува и као што може да идам од тоа литература и американските градови после 70-тите години. Но тие брзо изреагираат. Затоа што во центрите на тие градови почна да се сиромаштија, да се напушта становите. Знаете, јас сум моќер, имам све, ќе живеам во центар 24 сати, цела година под рекондишен, во загаден воздух. Така. Но таа брза реакција доведе кај нив да нешто од тоа се поправи во таа смисла. Ја веќе тоа го нагласувам дека главен град со ваков центар во светот може ќе најдете негде во Африка или во овие неразвиени некои земји, некај што е ова. Али да е нормален живот во Европа не може тоа да се случи. Професоре, јас повторно ќе ве навратам на социолошкиот мотив на граѓаните кога зборуваме за ова. Бидејќи еве вака, вие го спомнавте за Holiday Inn дека никогаш не се создаде критична маса. Имавме скоро и други примери. Еве примерот со Вардариште, каде што тоа загадување директно оди кон Ново Лисиче аеродром. Тука, значи најдиректно. Значи зборуваме за најтешко загадување, канцерогено. Излегуваат таму луѓе да протестираат, блокираат раскрсници, но тоа беа 20-30 луѓе.
внимавајте, во населба во која живеат 100.000 луѓе. Неверојатно, тој дури неверојатно да се објасни. Значи, не, има објаснување од еден зборуваме за директно труење, не зборуваме за постои едно објаснување затоа што знаете човекот кој ќе се разочара длабоко, не? Кога ќе го прими во себе тоа дека секоја постапка, било каква реакција нема да вроди плод. Така. И тука тотално. И тука доаѓа сега една како веќе една состојба кога на некој начин секој бара да се спаси самиот себе си, на некој начин. Пазите. Ние тоа малце во можеби сега да не сакам тоа да кажам дека ние сме се разликуваме многу од другите, но тоа најмногу се одразува во Скопје, особено за овие теми, не. Ја бев дел, тоа се сеќам кога на времето еколошко движење беше Вардариште, ова депонијата, не. Тогаш исто протестираме еден автобус луѓе, толку беа, не. Тој на некој начин. Сега е далеку повеќе тоа, бидејќи се помалку и помалку веруваме дека нешто може позитивно да се случи, тоа е опасно за, како би рекол, зборувам за тој, како да го наречем, ајде, невладин сектор, не. Он не е врзано, треба да, ја тога бев за чисто за Holiday Inn, ние треба жестоко да реагираме. Што значи тоа? Од денес па натаму дежурна една екипа на невладини, односно 10, 20, 50 луѓе, кои тука ќе седат 24 сати, да не збориме да се уништи тој простор. Тој беше последниот дел од центарот кој што можеше нешто да се направи. Дојаш од Скопје тука како еден мултиетнички град ќе направите нешто кое да соработка. Има многу идеи. Но како што рече еден станува збор за профит. И второто на што сакав да го чисто да го покажам во таа смисла, кога ќе ги простудирате тие правила, закони на донесување на деталните планови урбанистички, генералниот план, улогата на општината, улогата на градот, улогата на министерството, во крајниот резултат победува оној кој што има пари, профит. Тие добитници, тие малкумина не, на сметка на мнозинството граѓани во Скопје и доведоме во оваа ситуација. Сега реков, излезот тој друг излез не постои. Како од оваа ситуација која е создадена, сега гледаме еден градоначалник вика глупо е да се забрани било каква градба во центарот. Кај ќе градите? Каде? Па имавме изјава и од премиерот, тоа беше пред изборите, некога беше прашан во однос на паралелата како се работи во соседна Албанија, дека Еди Рама таму урива се што е нелегално. Неговата изјава беше па ние нема да уриваме, ние сакаме да градиме. Една лаконска изјава, беше прашан во контекст на девоградбите во Чаир. Таму имено има 30 згради кои се направени нелегално и во населба за кои вие ја опишавте дека станува населба со субстандардни услови. Токму поради и тие згради што сега таму се прават. Значи се влошува животот на тамошното население. Тешко е, пак тоа се враќам. Тешко е сега да барате некое решение. Тоа е проблемот. Како вие се пет спатници ќе уривате? Има ли смисла тоа? Ќе дали има смисла? Така. Но тоа е процес еден кој што се случило пред колку таму време, кога почнало тоа, некој донесол некоја одлука, па таа е поништена, па повторно е вратена, па внесено во планот, па избришено од планот и така натака, и дојде еден период кога ќе видите се гради, не. Добено решение. Значи, некој тука, што е сигурно, заработува, многу од тоа профитира. И ја, пак ќе се вратам на тоа на што почнав, мора да постојат елементарни правила и во некој држави постои тоа. Вие имате дозвола за немате. Молам. Или ви го запленуваат, или го уриваат. Државата понатаму градот ќе види што ќе биде со тој објект. И толку. А ако сакате да градите, имате таму на 200 метра, 500 метра градите повторно, нема проблем. Овдека сега мора да се воведат тие ја ги нарекам така елементарни правила. Елементарни, не. Нема што вие донесете сега закони правила. Оваа зграда стои,
до не знам на колку метра под тој стандард не сме да се гради, така. Немате паркинг, не може да градите. Стан, паркинг, обавезно. И тие 4-5 правила ги донесете и се би почнало некако да функционира во таа смисла. Но за Скопје и тоа не важи сега. Во голема мера затоа што нема повеќе што да се гради во централниот дел на градот. Морате нешто да промените, се во функција на подобрување на тој квалитет на живот на еден здрав град, како го нарекуваме, не? Здрав град, каде што поединецот, оној кој што живее, единката, семејството, не, чиновите, тие кои живеат ќе почувствуваат некакво подобрување, подобар живот на некој начин. Не? И некој јаве уште еден податок, го знаеме, тој постои, не? Скопје само од загадувањето губи најмалку меѓу 400 и 500 милиони евра годишно. Чите за како? Од собрајќето од овој хаос, десетици илјади сати, часови се изгубени денеска од граѓаните, чекајќи, не, живејќи во тоа сето, нервози и така натака. Се троши некоја енергија која оди во празно, никаде не. Добро, потоа го имаме и притисокот врз здравствениот систем. Апсолутно. Понатаму, да луѓе кои заболуваат, така натаму. Значи, еве се вратиме сега овај нова улогата на овој кој дојдоа сега, веќе има се апсолутна власт, и локална, и државна, и така натака. Да. Мора нешто да повлечат некој потез во тој поглед. Веќе никој сега не им смета. Тие нема да победат на наредните избори сигурно ако направат нешто, но ќе направат нешто кое ќе значи многу за граѓаните и ќе ми дадат благодарни. Се друго е, мислам јас така го гледаме, барем од овој аспект кој што го посматрам, бидејќи за мене сепак е централно место како да направите здрава средина за живење. Некако, професоре, како за Скопје, ми се чини мене дека се нема концепт. Никој нема концепт за Скопје. Нема. Значи, имаме податоци дека имаме 60.000 празни стана. Упорно се градат нови згради. Цената на квадратот оди во небо, бидејќи нормално тие станови се продаваат. Тоа е безсмислица. Да, имаме али има логика економска. Над 3.000 евра дојде квадрат во центарот на Скопје. Тие станови се продаваат за волја на вестината. Кој ги купува, ги купува. Тоа е веќе простор за друга анализа. Кога зборуваме за јавниот транспорт, повторно некакви парцијални решенија. Па БРТ, дали ќе градиме БРТ, дали нема да градиме БРТ. Веќе за трамвајот приказната одамна е стара. Некако немаме ние концепт сето ова да го ставиме во некаков калап. И како што вие велите, штетата е направена. Тоа е тоа. Не можеме да ги уриваме тие згради, посебно во центарот, но што понатаму? Дајте да видиме од сега понатаму што да правиме. Па мислам дека потребни се навистина сериозни анализи. Еве да земеме еден аспект на загадувањето. Мора се оди кон тоа да се на некој начин растовари центарот на градот. Така. Во светот не знам дали постои град со 600.000 и повеќе жители, да немате ни еден подвозник и надвозник. Немате кружни токови на сообраќај. Така. Мислам, мора се почне, но како власта да ја нема таа, би рекол, тој капацитет, таа сила, да почне малку порадикално да постапува со тоа. Во тоа е проблемот. Инаку, јас знам кога се направи тие големите грешки во проектирањето на тие сообраќајници во Скопје. Една од тие идеи беше во Скопје да партизанска оди под излегува негде таму на банките на некој начин. Но тога и уште ние не сме свесни дека градот, например, 80-тите години, 90-тите години, за брзо време од тие 400 ќе стане 600.000. Дека во Скопје практично циркулира пола населението во Македонија на сметка на сите градови во државата. Значи, не постои таква една, како би рекол, проекција, не како да ја наречам, некако Љубљана, например. Тоа стои 50 години на 300.000 толку, се разбереме. Значи, потребни се тие радикални потези кои што
веројатно мора се повлечат. Инаку, ајде сега еве зборувате за становите, не? Да. Скапите. Они за брзо време ќе почне да им паѓа цената, тоа не е проблем. Еве имам некои кажувања дека за кратко време, но се уште тоа е необјаснимо. Па ако имаме 60.000 празни стана, тоа е Повеќе. значи немаме некаква економска логика тука. Нема економска логика, има економска логика во смисла затоа што добар дел од луѓето се уште не вложуваат парите во други бизниси, не уште станот е најсигурната инвестиција за оние кои што живее надвор од Скопје, не во другите градови за чисто ни штедење ни станот и молам. Што здржи тоа во една повеќе психолошка смисла, не дека сепак мојата вредност на тие 50.000 евра кои ќе вложам постои, не стои. Но до кога тоа е веќе сега голем проблем. Кај нас најрадикална промена во Скопје, ајде да речеме во последната деценија, е Скопје 2014. Тоа е нешто што беше еден проект сеопфатен за Скопје. И сега наместо проект кој треба да ги реши овие работи кои ние ги озборуваме, решавање на транспортот, на урбаниот развој на Скопје, решавање на загадувањето, ние добивме десетици згради Скопје 2014 не ги реши тие проблеми. од стиропор поставени на кеот на Вардар. Не ги реши. Јас еве имам можност, веќе ме провоцирате малку, 2012 година кога работев на генералниот урбанистички план, меѓу другото беше да тие што таа агенција која правеше планот ме замолија да кажам нешто и за Скопје 2014 година. И ја фино, добро, дајте ми некој материјал, текст, нешто кој ќе можам да го користам ова. Нема таков текст, таков материјал. А потрошени се, ајде се, стотици, колку јади. Па направени се разни истражувања, зависи сега. И што мислиш, тоа ќе видиме покасно малку. Сега, вие како план, веќе СДС кога дојде на власт, знаеш што беше едно од тие да тоа сето се демонтира. Да се ревидира, да. И тоа ништо не се случи. И што? Затоа што како ќе оправите тоа? Ќе како направено па да го се урива. Тоа добро не се промисли тогаш, иако во една, како би рекол, тогаш не, идентитетска, како да речем, идентитетско-урбанистички поглед, правиме нешто, така, кое се навраќаме назад длабоко во историјата и сакаме тоа да го презентираме во просторот, во некаква град, во некаква препознатливост, не од споменикот на Александар Македонски, така, па сега како војна кој. Кој инако не се нарекува споменик на Александар Македонски. Па сега, затоа што дојдоа некои сега други околности, не. Не, од почеток не се нарекуваше. Тие стиропорни, како прегади, не знам што. Од првиот момент не се нарекуваше. Од првиот момент е војна конј. Така. Што исто интересно како Што е интересно како израз на тие. Но она што мене ме загрижува што тога не постоеше некаква од тие барем посериозна анализа, согледување, сепак кога ќе правите нешто крупно во тој поглед, мора да имате нешто кое ќе го образложат, ќе го објаснат дека тоа мора да се направи. Али па доаѓаме на она почетна, односно на главна позиција, профитот си го направи своето. И сега кога читам по нешто сега, веќе и сам не верувам од сето тоа. Ако вие потрошите не знам колку стотици милиони евра, така за тој проект, а каде е, што е? Така? Тоа се прашувате на вистина што е тоа. Во тука, од таму доаѓа она што викате вие, што рече дека зошто луѓето не се заинтересирани и изгубија довербата. Од прилика тоа се види на локалните избори, многу мала излезност. Па мала излезност, затоа што во суштина и сега тоа стои во литература, не? Партиите и тоа го бараат. Мала излезност. Мора некој да управува. Така. Колку е помала излезноста за партиите оние што толку е подобро. Еве се на пример тие овие општини кои што не избра, така. Сега државата ќе именува повереници. А што се тие? Мислам, ние сме влезени во тој круг, реков мора да се, за мене мора барем во урбанизмот, не, пошироко, односно градителството или она што се прави, да мора тие да се наредат тие 7, 8, колку се 10 стандардни правила и дека тие не може да се
игнорираат, треба да се почитуваат. Ако тоа не се направи, ние, и понатаму продолжуваме за чисто од она што останало, уште ја не знам што останало во центарот на градот да се доуништи на некој начин. Добро, доколку останеме на овој курс, доколку ништо не се смени, кои се според вас најголемите ризици за Скопје во следната деценија и во следните 2 децении? Значи, зборуваме демографски, еколошки, урбанистички. Ако ги имате пред нешто ова, да го не се проблемам многу со тоа, климатските промени пред се ги имам пред себе, кои ќе оставите градот и овие простори, односно некои поизразити промени во, како би рекол, во она што е клима, на температура и така натака во таа смисла, дека не сегам се да звучи тоа многу песимистички, за едно 10 на 15 години, не повеќе, тука е тој критичен период кога ќе почнат тие промени да се случуваат, ќе почне едно помасовно иселување од Скопје. Ако државата го направи тоа на еден, ја го нарекувам тоа, посмислен начин, така, попродуктивен, како рекол, по-објектив, по-остварлив, дека Скопје за едно 10 до 15 години мора да се ослободи, треба да се ослободи од едно барем 100.000 негови жители. Кај живееме денеска ние? Во време на вештачка интелигенција, комуникација. Може да работите, да живеете во да речеме, некој село таму, и да работите за некоја фирма во Скопје. Така. А која е логиката да живеете во центарот на градот, а да бидете над компјутерот? Мислам, дали ме разбирате? Или, например, да има добар сообраќај, комуникација, која е разлика да поминете вие 50 километри? А да сакате по секоја цена да живеете во центарот на градот. Тоа, почнува да гледам младиот так, тоа многу подобро да го разбирате. А да бидете изложени на тие ризици каде што вашето здравје, здравјето на вашите деца е доведено во прашање. Не може да излезете надвор. Затоа што Скопје, колку денови, колку месеци, е еден од најзагадените градови во светот. Кај ќе шетате во центарот на градот? Така? Сообраќање да не зборуваме, во таа смисла. Функционално во таа смисла. Значи, мене ме води таа идеја што е тоа здрава средина за живење. Здрава. Да ја спомниме, пак Љубљана. Љубљана имате 600 квадрати зеленило по жител. Внимавајте. Скопје нема ни 6. Знаете ли колку пати е тоа повеќе? Словенија е 3 пати прогласувана за најчиста држава во светот. Значи, во светот зборуваме. Ама тие работат подолго време на тоа. Кај нас е тоа направено, во тоа е проблем што тешко вие се може тоа да го, али мора да правите напор некој, не? Свесно, да биде свесно дека еве јас тоа го здрави, ако кажем, за едно 15 на години ќе почне, тоа има веќе други последици сега. Нема да има Скопје сега 60, ќе има 160.000 празни станови. Така? Тие да се одржуваат. Но, ете една условно оптимистичка верзија, не е така, ќе дојдат други да живеат тука. Не е проблемот. Кои други, професоре? Па има од Африка, Азија. А мислите со миграциите, да? Ке има кој да живее? Ке има кој да живее, да. Добро, како еве пред самиот крај, тоа е вечно прашање. Вие спомнавте дека треба од Скопје да се иселат 100.000 луѓе, но мислите веројатно да одат да живеат во помали средини, во Македонија, во почести средини, да сами тие го бараат. Не насила да ги селуваат тука, едноставно да создаде такви услови, предпоставки, не? Да тие побараат да живеат во близина на 100 км или 50 км во Скопје. Но имаме и селување надвор од државата, каде што гледаме дека веќе не се селуваат младите поради економски причини за поголема плата, туку поради ова што зборуваме, за условите за живот. Главната причина сега е ова што го говориме. Не се повеќе ова дали немам работа или не знам што. Туку едноставно еве тие кои доаѓаат од надвор, кои што живеат во средини и ќе почнат нервозија. Како вика, завчера пола сат барам од центар, нема да се паркирам. Каде? Внимавајте. Се е пополнето, се е затворено. Кој е тој што денеска ќе потроши сат-два време за нешто кое навистина нема врска со еден квалитетен живот?
да се нервира, да каде паркира, да се пази постојано да не биде. Ниједна институција не функционира како што треба, секаде некакви блокади. Всушност, ја не слушнав во овие сега локални избори, реформа на институциите. Кој ќе направите вие една, како би рекол, ефикасна комунална служба, така, нема потреба вие да кажете дека ќе исчистите градот за 24 сата, односно за 2 дена и не знам колку. Нема потреба тоа. Тие ќе функционираат. И еве сега исто. Колку е тоа всушност поразително што чистењето на градот од ѓубре не беше главна тема на локалните избори. Па тоа е заведување на јавноста всушност. Затоа со овие теми кои што ја говорам, тие кои се борат за власт, практично тешко некои ги препознаваат, но и тешко тие да ги дел да ги реализираат. Ајде некои од овие големи идеи, например идеи што еве за подобрување на тој квалитет на живот, нека почнеме во Скопје да се реализира. Значи полесно е да се зборува за чистење на ѓубре отколку за стратешки развој. Да, апсолутно. Стратешки развој на самите институции, оние кои што се одговорни за тоа. Нема што да се премиера да се занимава со комунална служба. Така. Нека направат една реорганизација, една ефикасност нивна, за да може да функционират и да добиеме една стварност која е за 5 до 10 години ќе биде нормална да живееме во Скопје. Нормално, не? Сега не е нормално. Да. Тоа е проблемот. Добро, професоре, ви благодарам за гостување. Не, малку песимистички, али тоа е тоа нешто. Па добро, дадовте и решение од прилика што се прави. Книгата излезе чисто шена, направиме сега уште вториот дел и ова што говорам вака на поедноставно е опишано во овие две книги, да. Книга за Скопје, како што книга за Скопје, книга за одржив и здрав град, за планери и политичари. Ето, чисто. Да. Благодарам за вашето гостување. Благодарам јас. И со ова гостување на професорот Илија Ацевски го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и на вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.